Во својата современа политичка историја, Македонија познава експертска влада на Клюсев, па голема коалиција на Црвенковски Георгиевски, па потоа следуваше странскиот рецепт за така наречена пржинска влада, за реализација на пржинскиот договор. Тоа се трансферира во техничка влада. Емил Димитриев, пржинскиот премиер, е гостин во студиото на Утрински брифинг. Ви благодарам што дојдовте. Господине Димитриев, вие наместо 100 дена останавте 16 или 18 месеци. 16. Зошто тоа се случи? Најпрво им поздрав до вашите гледачи, благодарам за поканата. Секако дека тоа се случи од повеќе фактори, најмалку ради моја желба. Се сеќавате дека првата идеја за отпочнување со работа на пржинската влада беше утврдена со закон, со точно утврден рок за нено функционирање, со главни приоритети, тоа се спроведувањето на изборите и рок на функционирање од 3 месеци. Меѓутоа, имаше две пролонгирања на датумот на одржување на изборите, така да од наместо 3 месеци функциониравме 16 месеци. Во меѓувреме структурата и составот на владата се менуваше. Во оној период кој што условно се сметаше дека е техничка влада и влада која што е со првенствена задача да ги организира изборите беа министрите од опозицијата, потоа тие си поднеса оставки. Наредниот период функциониравме без представници на тогашната опозиција, без формирано собрание, со мигрантска криза, безбедносна криза и така натаму, така да тука беа поплавите во Скопје, исто тој период, еден период кој што и на мене и на целокупната јавност ќе остане во сеќавање. Господин Димитриев, дали мислите со искуството што го имавте, а не е мало, 18 месеци е практично пола мандат, Груевски на 18 месеци распишуваше военни избори. Нам ни треба сега се уште моделот на техничка, пржинска влада, со оглед на фактор дека тоа уште на стартот и кај вас, во вашата влада, имавте преписка со Спасовски околу ингеренциите на Чавков. Овде веќе на стартот доаѓа до отсуство на смисла за кохабитација во која примарна задача се изборите. Дали ни треба пршинска влада и што таа треба да биде? Моje лично мислење е дека креирањето на едно вакво решение, на ваква влада е лош сигнал за Република Македонија. Особено што тоа дојде после неколку успешно спроведени циклуси, дали се тоа парламентарни, локални или председателски избори. Овој тип на влади е својствен за општества каде што политиката има силно влијание во институциите и се бара начин како тоа влијание да се сведе на минимум, да се креират механизми во кои партиите ќе се контролират едни со други. Така да овој тип на влади не е нешто со кој ние како држава треба се гордееме. Гледам дека си го прифативме ние како решение и секоја партија се бори да го има нели како механизам при организирање на изборите, меѓутоа јас длабоко сум убеден дека ние треба да стремиме да го издигнеме нашето општество на ниво во кое нема да има потреба од оваа влада, во која институциите ќе функционираат независно од политиката, секој ќе се работи онака како што треба и можеме да креираме квалитетни избори. Во прв план, ако не отидеме до промена на овој модел, барем можеме да размислиме за промена на рокот на функционирање на оваа влада. Сметам дека 3 месеци е предолг рок за функционирање на оваа влада, слободно тоа може да се сведе на 2 или повеќе, помалку, затоа што евидентно е дека и владата која што јас ја водев, и сегашната влада, прва работа која што се случува е конфликтот помеѓу функционерите, блокада на институциите, крајниот негативен ефект го плаќаат граѓаните. Тоа значи дека партиската конфронтација на јавна сцена се пренесува во извршната власт. Пржинската влада практично нема легитимитет и законодавна иницијатива, што во однос на вас од 16 месеци беше стопирање на било какви реформи или промени. Апсолутно, значи нашиот закон кажува дека под предизборен и изборен период се смета периодот од формирање на техничката влада до формирање на новата влада. И фактички целиот период во кој работеше владата која што ја водев се сметаше за предизборен, тоест изборен период. Во таков период имате силни ограничувања што како влада
можете да преземете, што не. Сите ограничувања кои што важат за изборен период, важеа во тие 16 месеци. Значи, апсолутно не можете да помените ниту една програма, ниту една интервенција во било кој план или нешто. Згора на тоа, се сеќавате дека собранието не беше конституирано, не можете да направите ни законска измена. Едноставно, владата беше ставена во еден многу ограничен простор, и од формален аспект, и од законодавен аспект, она што тогаш се трудевме во тој период е сепак да се задржи функционалност на институциите и да дојдеме до ситуација да се предаде, односно да се премине тој период, односно да добиеме функционална влада. Тој период е период кој што навистина државата трпеше, многу работи кои што евидентно ги гледавме дека се проблеми не можевме да ги решававме. Пример, се сеќавам тогаш имавме пари во буџетот за исплата на субвенции. Законот кажува дека во тој период не може да се исплатат субвенции, па мораше Уставниот суд да реагира, да ја тргне таа одредба од законот за да исплатиме на нашите граѓани нешто што реално го заслужуваат. Господин Димитриев, очигледно дека нефункционална е владата во институционална смисла, но нефункционална и во однос на внатрешниот систем на субординација. Немате влијание, да речем, условно, административците или пониските ешалони се чувствуваат комотни и станува едно генерално расуло на целокупниот систем. Што би можело да биде алтернатива, освен намалување на рокот? Дали може би е добро да се заврши мандатот тој што го има премиерот во рамките на функционирањето на својот мандат и изведувањето на изборите? Најдобро решение е да нема техничка влада и изборите да ги спроведе актуелната влада која што има полн легитимитет добиен на претходни избори од граѓаните и во зависност од тоа граѓаните што ќе одлучат, дали ќе одлучат таа влада да продолжи или ќе се одлучат за промени, да продолжи политичкиот живот во Република Македонија. Значи тоа е за мене идеална ситуација. Ова ситуација со техничкиве влади навистина придонесува да имате големи дисторзии во системот. Имате центар на моќ во лидерите на партиите, представителите на владата се технички и од формален аспект и од морален аспект, бидејќи сепак тие немат легитимитет добени од граѓаните со цел капацитет да управуваат со државата. Рационален човек воопшто не би требало да помисли дека тој е председател на влада со полн капацитет. Едноставно, добро е срочен и самиот термин дека тоа е техничка влада со првенствен приоритет спроведување и организирање на изборите. Еве илустрација. Го спомнавме вашиот диалог писмен со Спасовски, тогаш министер за внатрешни работи, и историјата се повторува како фарса. Околу разместувањето на функционери во МВР, Спасовски ве обвинува дека сте несериозни, дека внесувате хаос. Вие после 5-6 дена се решите да му одговорите, во кој дали законот пропишува дека на сите акти кон владата може да бидат поништени ако нема подпис на тогашниот помошник на Спасовски Чавков. Дали е тоа само илустрација и што уште може да ни се случи со оваа пржинска влада, како што почна со принципот на отсуство на политичка кохабитација? Ова е одличен пример и добро ја илустрира реалноста како функционираат овие влади, особено што тогашниот технички министер во владата Спасовски сега е технички премиер, односно председател на владата, и на еден начин, како да кажам, кажано со народен јазик, кармата му се врати. Сето тоа што тој го критикуваше тогаш како опозиционер, на најеклатантен начин, петоструко го направи прво претходно како актуелен министер за внатрешни работи. Замислете, последната недела од неговото министерување тој има донесено 1100 нови решенија за вработените во Министерство за внатрешни работи, нешто кое на претходно како опозиционер жестоко реагираше. Од друга страна, тој има искуство како јас се однесував како председател на владата, кога секој ден Оливер Спасовски и Оливер Андонов буквално ми беа дневна доза со куп проблеми кои што можеа да значат блокада на еден многу важен ресор. Едноставно, секој ден ние премостувавме одредени ситуации и тука е многу клучна улогата на председателот на владата да се издигне над партиското, односно над политичкото свое присуство во партијата, да може колку толку да ги балансира работиве, да гледа објективно, затоа што ако држи страна, тогаш навистина самиот себе ќе си ги искомпликува работите. Ги држи партиските наместо
основните Апсолутно, интереси на државата. Мора да се има сенс за просторот кој што опозицијата сепак го заслужува во таа техничка влада. Тогаш знае и самиот Спасовски како јас сум се поставувал едноставно сето она што било смисла на таа техничка влада дека треба да имат простор, треба да имат ингеренции за делување министрите од опозиција, дека треба се направи. Истото беше и со ресорот труд и социјала, кој што, да речеме, споредено сега што го прави оваа владата, со поништување на решенијата на актуелната министерска за труд и социјална политика, кажува дека оваа влада многу пожестоко оди во политичкото делување, наместо да ги балансира и смирува состојбите кои што секако беа за очекување дека ќе настанат во функционирањето на овој тип на влади. Емил Димитриев, вие бевте еден период генсек на ВМРО ДПМН, израснавте, да речеме, од пазувите на партијата и тоа во време кога заминуваше Груевски. Бевте на одреден начин под пресија на Груевски и како технички премиер и потоа на одреден начин да ве следи таа негова карма на евентуална судбина партиска после него? Не, јас како ретко кој во партијата имам биографија која што кажува дека сум ги изодил сите скалила од младинска до генерален секретар на партијата, претходно подсекретар, председател на општински комитет на сениорите. Во административна смисла сум меѓу ретките кои што има работено во сите три политички власти, тоа е извршната, законодавната и локалната власт, и на еден начин сум инвестирал во собствен интегритет за да можам самостојно да делувам. Соработувал со сите најкоректно и тие мои коректни односи сум ги задржал и до ден денеска. Немам потреба од никого да се оградувам, но исто време немам потреба и никого да напаѓам. Добро. Чесен однос на одреден начин, иако тоа можев за крај, меѓутоа сега ми се надоврзува, прочитав негде некаква информација дека, а ние обично ги прашуваме нашите гости и пратеници, дали ќе останете пратеник, меѓутоа кај вас е специфично дека сте молеле да бидете пратени. Кого сте молели, како тоа било изведено? Благодарам за прашањето. Во принцип, кога се прашува за лични планови или амбиции, или за прашање кои што се како резултат на разговор помеѓу двајца личности, елементарно е да се праша и благодарам што прашавте. Јас имам богато искуство и во законодавна и во извршна власт, во извршна и дури и повеќе. Стојам на располагање на партијата со цела своја енергија и искуство, посакувам да имаме промени на предстојните парламентарни избори. На Македонија е неопходна обнова на земјата во сите сфери, затоа што и анкетите и расположението кај луѓето кажуваат тоа. Најново имавме вчера информација, да, дека сме се уште во фазата на хибридна демократија и хибриден режим. Хибриден режим, да. Тоа се индикатори. И што е најважно, со прилично симптоматични оценки кои беа главно на режимот на Груевски. Неслобода на печат, институциите не функционирање и така натаму. Така да потребата од обнова на земјата е повеќе од евидентна. Стојам на располагање на партијата и релевантно е каде ќе бидем, бидејќи во ситуација кога се практицира власта треба луѓе со искуство, треба повеќе луѓе, значи има повеќе позиции. Не е добро да се шпекулира што некој посакал, дали некој така ветил. Едноставно, мојата желба е да на престојните парламентарни избори се случат промени во вистинска смисла на зборот, затоа што на Македонија им треба рестарт, односно цел генерален рестарт на нашето општество. Во многу сфери ние трокираме како општество. На што ќе се одвива битката? На криминалот или на ЕУ-НАТО перспективата? По мене и двете работи се важни. Затоа што тие се врзани едно за друго и не може да ги одвоите. Пазете, ако некој внимателно ги следи политичките настани од осамостојањето до денес, ќе види дека ние имаме една тенденција на влошување на состојбите по многу параметри. Еден од тие параметри и она што кажавме претходно, техничката влада, тоа кажува дека нас состојбата на планот на демократијата не оди на лошо. Ние во историјата на Македонија имавме многу скандали. Од штедилницата ТАТ до набавка на тенковски делови, до последната набавка на Мерцедесот. Меѓутоа, скандалот кој што сега Република Македонија тресе е буквално скандал кој што кажува дека правосудниот систем во Република Македонија влегол во зона во која што апсолутно не смее да помисли да влегува. Кој
го убива правосудниот систем, на еден начин ја убива и државата. Затоа не е воопшто за подценување моменталната состојба од аспект на проблеми, афери и скандали со кои се соочува државата. Ние мора да свртиме нова страница, мора Македонија да застане на нозе, бидејќи ако се направи анализа каде сме сега по осамостоењето, што Македонија направи и постигна во овие 30 години, на планот на образованието, на планот на здравството, на планот на економијата, на планот, ако сакате, на задржување на луѓето во Република Македонија, ќе додите до поразителни резултати. Тука сите влади имат помалку или повеќе вина. Меѓутоа, затоа на Македонија не им треба шминка од промени, на Македонија требаат реални, квалитетни промени, кои што ќе го стават целокупниот потенцијал на општеството во функција на развојот на државата, ќе се надминат теснопартиските гледања и конечно еднаш државата да тргне во правилен правец. Добро е што наредна година Македонија ќе стане членка на НАТО, тоа го поздравувам. Меѓутоа, наредниот месец мислите, наредна година како член. Добро, не е важно, ќе станеме членка. Да, меѓутоа многу прашања ќе бидат пред нашата држава исправени. Овој мандат, моја прогноза е дека по ништо нема да биде полесен од претходниот мандат на собраниот. Господин Димитриев, и како технички премиер, и како искуство по овие транзитски времења, дали мисли дека мириса на евентуална голема коалиција, која може да го попречи или може да го поспеши процесот на евроинтеграциите и борбата со криминалот, а може исто така и да биде заштитник на криминалот? Големата коалиција може да биде и позитивна, меѓутоа може да биде и крајно разочарувачка ситуација. Ако се постави на здрави основи, со здрави приоритети, кога се работи за голема коалиција, тоа помага во старт да имате широк општествен консензус за она што го работите и потврда на она што треба да биде ефектот сработеното. Меѓутоа, ако повторно го внесеме нашиот менталитет на политичко делување во условно кажано тие широки коалиција, резултатите можат да бидат разочарувачки. Има прашања кои што треба да ги носиме со поширок општествен консензус. Ние 30 години сме независна држава, уште може да сретнете луѓе кои што елементарно ќе ве прашаат ќе ја биде ли државата, ќе обстоиме ли како државата. Значи ние се соочуваме со елементарни прашања за обстој на државата. Не дали ќе имаме 5 или 8% раст на бруто домашниот производ. Така да, кога веќе имате такви прашања отворени, мора лидерите на политичките партии, оние кои што се главни носители на политиката во државата, да имат чувство за заедничко премостување на крупните проблеми. Тоа треба да го искористат во позитивна смисла. Ако продолжиме со условно кажано она што досека го гледавме како наш менталитет на политичко делување, јас не сум оптимист дека една широка коалиција може да донесе добри резултати. Господине Димитриев, морам да признам дека за прв пат читам од висок функционер на ВМРО ДПМН една формулација која е повеќе граѓанска, одошто класично десничарско, патриотска, националистичка. Во интервју за 24, за прес 24, за ТВ Нова велите на ВМРО ДПМН му е потребен процес да прерасне во модерна граѓанска десница со современ македонски патриотизам. Може да го објасните тоа? Да. Што е, например, спротивно на гледано од овој предизборен амбиент кој удира на така наречениот национал патриотизам. Значи, во ова теза сум длабоко убеден дека граѓанскиот концепт е современиот македонски патриотизам. На ова тема може повеќе да зборуваме, меѓутоа ќе пробам да сублимирам. Граѓанската десница, како поим, првпат е сретната 60-тите години од функционирањето на комунизмот. И првите луѓе кои што биле со слободарски идеи, со идеи кои што не кореспондирале со тогашното политичко милје, биле обвинувани, затварани со обвинение дека се припадници на граѓанската десница. Потоа таа граѓанска десница од тогашниот режим се оквалификува како либерали, и за да денеска имаме нели по широко милје на политички спектар во Република Македонија. Ако сакаме Република Македонија да направиме прогресивна држава, силна економски, во овие граници, да имаме квалитетен соживот, единствен концепт е граѓанскиот концепт. Ова досега што го правиме. Гледам цело време и председателот на СДСМ Зоран Заев го употреба тој термин општество еднакво за сите. Јас по многу линии можам да го критикувам,
дека ова што се гради сега не е општество еднакво за сите, тука апсолутно е бинационално општество, кое што е со одреден рок на траење и дека после тој рок веројатно следи нова фаза. Ке му е убиете кампањата на Мицкоски со оваа теза, дотолку повеќе што таа во Хрватска најде на еден бумеранг, бидејќи многумина ја обвинуваат Косор што не застана на цврсто на хрватскиот национализам на ХДЗ. Меѓутоа, уште само еден аспект. Ако, да речем условно, очигледно дека тоа е добра формула некоја, меѓутоа, во тој случај пропаѓа идејата на која ќе се базира ВМРО ДПМН за евентуална промена на Преспанскиот договор, што би можело да го врати патриотизмот во рамките на ВМРО ДПМН и тоа да биде една од можните конфронтации меѓу Заев и Мицкоски. Или поедноставено, што вие мислите, може да дојде до евентуална промена на Преспанскиот договор? Предстојните парламентарни избори на еден начин ќе бидат и реален референдум, кој што ќе компензира неуспешниот референдум организиран од владата и по однос на тоа прашање. Нашата партија има јасна позиција дека доколку се добие поддршка неопходна за отварање на тие процеси, дека ќе ги отвори. Овој пат граѓаните ќе бидат тој фактор кој што ќе одлучуваат во кој правец се одвиваат работите. Јас и понатака тврдам дека на Република Македонија, па и на останатите земји од регионот и пошироко, национализмите, желбите за големи држави не им носат добра перспектива. Ние треба да бидеме попрактични, прагматични, да го видиме реалниот проблем во кој живееме и да носиме такви решенија кои што ќе направат квалитетен живот за сите граѓани. Така да патриотизам е да се направи квалитетен живот за живење на сите, без разлика од кој етникум и вера доаѓаат, и не е патриотизам да се креираат решенија кои што ќе не оделуваат, едноставно ќе прават граници помеѓу нас. Кога од Генсек заминавте во владата, позицијата ме предадовте на Христијан Мицкоски. Прашањето ме, тоа беше период кога една од најбогатите партии во Европа имаше огромни своји имоти. До таа степен се еродира имотот и средствата во ВМРО ДПМН да денеска вела дека се празни касите, или кој ги командува парите што, условно кажем, ги имаше на располагање Груевски? Значи, имотот на партиите, финансиското работење на партиите е предмет на редовна контрола на институциите на државата. Секоја година се прават ревизорски извештаи и од тие ревизорски извештаи може да се види функционирањето на секоја партија, од аспект на приливот на средствата, од аспект на трошење на средствата и така натаму. Мислам дека во функција на соборување на владата на ВМРО ДПМН беше креирана таа тема дека ВМРО ДПМН е со огромен имот. ВМРО ДПМН секој граѓанин може да провери колкав имот има. Тој имот по ништо не се разликува од СДСМ, кое што да не заборавиме, својот имот го стекна на незаконити начин со тоа што се повика на наследството од бившата комунистичка партија и едноставно имотот кој што го имаше комунистичката партија, а беше една единствена партија во државата, си го наследи по дефолт во едно плурално општество. Тоа никој не го отвора како дилема, сите во одреден период се фокусира на вработењето на ВМРО ДПМН. Јас верувам во институциите, верувам дека ако било што било пронајдено што е незаконито, дека ќе биде процесирано. Така да ВМРО ДПМН функционира согласно актуелните закони и така треба да продолжи во идеја. Вклучувајќи изградбата на палатата на ВМРО ДПМН, за која сега се води процес прилично деликатен. Вклучувајќи се. Благодарам Емил Димитриев, премиерот на пржинската влада, актуелен пратеник и шеф на Комисијата за контрола на безбедностите и за реформа на безбедностни системи, но бидејќи станува дел од нашите соговорници во иднина, на оваа тема малку подосна да помине ехото од ова интервју. Ви благодарам што одвоивте време.